Добар ден, гледачи. Денес емисијата ќе биде малку посебна. Навистина, преубава сезона поминавме. Сме на крај на сезона, сме на последната емисија од третата сезона од авантурите на Марк, од моите авантури. Сега шетав Македонија. Си ги шетав најубавите места од Македонија. Уживавме заедно во најубавите места, во најубавите угостители објекти, во најубавите пекари, сладкари, сите убави места што ги имаме во нашата убава земја. Ете тоа. Така можам да го кажам тоа. Заедно уживавме, заедно ја гледавме љубовта, ја чувствувавме љубовта од сите луѓе што го споделуваат тој искуство што го имаат, таа љубов кон храната, таа љубов кон луѓето, уживавме заедно. Денеска ќе имаме прилика да се вратиме малку назад и да ги гледаме епизодите што беа најспецифични, да кажеме, од оваа сезона. Ајде, сега заедно одиме во минатото. Нов ден, нови авантури. Сега го со мене, вашиот шеф Марк. Неуморно продолжувам да ги истражувам нашите убавини, кои ги има толку многу. Но тоа не значи дека не треба да ги цениме. Затоа, повторно патувам со еколошко возило, електричен велосипед кој ми нуди посебно уживање во разгледувањето. Некои места ми остават толку убави спомени и како нешто да ме тера да се враќам таму. Ова недела одиме во Велес, преубав град со прекрасни луѓе и интересни приказни. Ќе посетиме еден нов концепт каде се подготвуваат сладки задоволства со многу љубов и хармонија на здрава храна со локални производи. Здраво, добар ден. Добар ден. Вие сте Емили? Емили, Да. точно. Добро на доброто место. Шекерче, Да. вие сте шекерче. Така е. Шекерче. Ајде да го видиме шекерот каде. Еј, какви убави колачиња. Навистина овде. Вау. Овде за мене некако Диснейланд, ама лично нешто така обожавам. Кажете ми малку што има како состојки, како се направени овие преубави колачи. Основата на сите колачиња се од јатки добиени. Добро, Да, оревчиња, лесничиња, бадемчиња, индиски ореви. А за сладувач користам јас лично мет и урма, затоа што ми се мене баш по вкус. Секако луѓето кога доаѓаат, кога се нарачуваат, имаат опција да бираат со засладувачи. Океј, може по нарачка да му направите нешто посебно за секој. Да. Браво, тоа е ретко со Нарачуваат тортички, имаме мини тортички, изработуваме исто така ти бараат за родендани се како за еден или за двајца. Оваш ја ставаме претежно во нив, се користи темна чоколада, 70 над 70% какао. Најдоброто тоа малку горчиво така. Да, Вау, да. топ. Гледам имате Одлично крофни се доле, синхронизира. имате ова тоа. Кето крофнички имаме, да, цели тортички имаме. Дали имам фајли, имаме на желба. И мислам ти знаете која е моја желба? Дали можеме да готвиме заедно нешто? Се Да направиме разбира, нешто. се Оти разбира. дојдов да ги видам, Се да ги разбира. пробам, ама сакам да ги готвиме. Да, Знаете секако. што? Одиме во вашето како да кажем, ателие, Лабораторијата на шекерче. Лабораторија на шекерче. Господја Вера, многу сум среќен, но то стигнавме до вас, оти навистина патот за да се стигне до вас овде малку беше, не знам како се кажува по македонски, периколозно, не знам, под мост, стигнавме, тоа е најважно. А од вратата се наоѓаме директно во вашата кујна. Кујната овде е многу мала, ама супер е. Како да све е спремно кај вас овде. Стигнавме и све е спремно. Гледам тенџериња на шпоретот, шпорет на дрва, уметноста да се готви на шпорет на дрва. Навистина овие ден сега кажете ми. Да, вака. Патот е точно дека е многу лош. Лош не, ама Ипак, нели, Да. овдека е ова селска идила, секогаш, нели, секој е добре дојден, посебно еве вие сега благодарам. вака. Тоа е прво пред се задоволство на нас и чест што сте тука. и мене исто, верувајте ме. Ете Да. така. И ние гледавме да бидеме се припремани и за да видиме како ќе не пофалите. Секоја чест гледам оти навистина, ама сакам да знам точно што ќе ми готвите. Оти гледам овде нешто како Тука, пшенка, не знам што. Тука вариме Пшеница. мумрузно брашно, по наше го викаме, пченкарно брашно, ќе правиме качамак. Качамак. Традиционално македонско јадење. Да.
И тоа сега тука крчка. Кршка, добро. Да. Гледав како го направи. Има еден дел што е варен, еден дел што е и една дука, постари. Да. Така се прави? Да. Да? Прво водата треба да зоврие. Да зоврие, добро. Го ставаме брашното Окей. и правиме дупче со сукалка. Во Ставаме средина? сол, да, во средината. Во средината, добро. Ставаме сол. Окей. И неде од час и пол до 2 часа треба да врие, Добро. за да биде вкусно и убаво и добро. Добро, ќе чекаме сега 1 сат и пол, 2? Не. Да, ќе чекаме. И Добро. потоа ќе запржеме суво месо Окей. и ќе ќе го додаваме. посипеме од озгора. Това е еден од јадењата. Тоа е Оти гледам едно од има јадењата. други јадења што кршка тука, да. Тука имаме грне, Да, со селско месо, не со знам селско месо Гледам оти има и со компири. пекјурки, компири, суви Печурки. пиперки, лукче, громиче, магданос, Ова преубаво. бело вино Ова преубаво мириса. и тоа веќе ни е при крај. Тоа е при крај, се гледа, да. Можеме да го ставиме на маса и да почнеме да Да, кркаме. можеме, Да. Овде А може да тука, отворам? да може, а тука, пошто по патот кога одевте, ставив компот од дуњи. И компот од дуња. Имаме предјадење, главно јадење, имаме и десерт. Да. Уау, одлично. Да. Епа, денеска, мислам, оти ке се, како се кажува, ке се? Најадеме. Најадеме. Ете така. Нема да останеме гладни. Сега, што правиме? Продолжуваме, правиме нешто овде или сме... А сега процесот, да. Да. Тоа веќе можеме уште малку и процесот ќе да го одбиваме за да го направиме качамакот. Добро. Ајде, јас сум сега вашиот помошник да кажам. Денеска, па да. Океј. Ајде. Сега ќе ми го дадеш тоа пластичното. Добро, пластичното. Ќе го држам така. Јас се извинувам, но мора да го држите. Нема извинување, јас тука сум за да ви помагам негде. Ја не знам да го готвам тоа. Ја прв пат да ви кажам право, имам слушано, имам јадено, имам се правено, ама окей. Сега треба да ја изсипеме водата. Окей. Така. Чеку. Добро. Целата вода, не, може да остави малку. Не, Уште? малку. Вуаля. Водата ви треба за понатаму или не? Да, Океј. ќе видиме. Се зависи од потреба. Аха, се додава тогаш? Да. Океј. Ева. Да стам на страна? Да, може. Добро. Вуаля. Сега идеме вака. Аха! Сега тешкиот дел. Да, и сега јас се извинувам, ама мора Треба да се поново додава. водата да ми Па сипуваш. така ми беше, да. Ме беше чудо, само Сипуваме. брашно, да. Да, тоа е сипувај. А све. Не све, не. Така. Океј. Чекај, дојдете малку поблиску од така. Вака, за да ве гледаме, да гледачите да може да ве гледат. Ајде, уште Може малку. уште малку? Добро. Ајде. Добро. И сега ќе добро? Да, јас да го држам. Да, сега тенџерето. Мора да се држи тенџерето и навистина ќе избега. Вуаля. Епа. Кој мислеше од еден ден го прави тоа? Вуаля. Опс. Но, добро. Да, уште е живо. Значи малку Мислам, ова ти е треба- потешка работа за Мислам ти женско. фали уште малку вода, не? Не. Не? Со сукало така се меша. Вау. Да ви кажам право, јас не го мислев до сега, оти така беше толку тешко. Замислувам за еден дупло поголемо тенџереме. Како се прави? Двајца треба да го мешате тоа? Па добро, ова малку треба машка рака, нели, кога ќе треба да фати, Аха. да се вмеша. Ама мажите во Македонија не готват многу, а? Па да. Затоа малку ми е чудно, машка рака, ова... Затоа бабите се гледа така толку со мусли и све тоа, а? Па најверојатно. Ого, ова е навистина тешка работа. Уау. И што треба сега да се исуши, треба како да се прави тоа да се... Не, ова сега нема да се исуши, сега. Па мислам дека е веќе. При крај? Да. Да? Уау. Ти ми кажавте сат и пол.
Сат и пол беше варењето пред. Да, ама варењето беше пред тоа, нели да. рековме дека се беше спремно на Спремно, да. само да видиме како нели ова се тоа ќе се одвива. Точно. Значи тоа е треба 2 часа. Не се додава мрсно нешто внатре, не Се додава сега. Се додава. И така многу посно ми изгледа, а? Не, ова е најмрсното. Не мрсно? Не. Вистина? Да. Сега ќе спржиме чварки домашни со За месце, тоа бе. со зетинче, Добро. ќе попариме. Окей. Ова ќе оставиме сега на страна. Да, добро, фала пуно. Велете? Добро, ја не направив многу, ама Сега ко може... што би треба? Месото. Да. Епа. Стави го тука. Овде е најубавото. Сега. Тука? Да, Вуала, ќе почна се прже ова селска идила. да. Многу убаво го кажувате тоа, многу ми се допаѓа, навистина селска идила. Има луѓе што ќе ги ставите овде, јас мислам ти колеги мои или пријатели мои од Белгија, ставајте ги овде во село, ќе нема да се снајдат. А не, ние сме навикнати да све да имаме на солесно. Да, точно. Да. Све на копче и на дугме. Точно, со тоа сакам да кажам да се готви на шпоред вака на дрво, е уметност. Навистина. Точно, Да. но не е само од Белгија, ако би дошле, значи има многу и тука кај нас. Точно, младите мислам од Да, ова, да, не го знаат више. Осем кај бабите или нешто така, ако одат на викенд или нешто, и тоа е тоа. Ама мислам, од ова дава посебен вкус и посебен шмек, да кажеме. Точно. Да. Кај нас се кажува, вика, све што е на дрва, дека е подобро, Да. а не е на струја. Да. Тоа е нешто посебно што сакам да готвам се во земјани. Го ставаме качемакот, брашното. Окей. Добро. Ова почна да кршка. Ова сега исто се пропржува малку во... Не. Не? Аха. Ова е веќе готово. Само Добро. уште месото кога ќе се малку запржи, ќе го сипеме од озгора. Повеќе се бара да се прави рурален туризам. Точно. Навистина местото овде е прекрасен за да се прави рурален туризам. Надворот се од сите, можете овде да се направи нешто, да се стави уште неколку овци, неколку кози, нешто така и да дојдат странци или не знам што, и да дојдат да ги пробат овие јадења. Зашто да не? Да, така, тука имаме еден дедо што живее 86 години, Ау. си чува 3 крави, имам магаре, Ого, кученце, неколку кокошки. од кравите си имате свежо млеко, такви Да, ствари, си правите кајмак, си правите пуно ствари. Точно. Браво. Многу ми се допаѓа тоа. Навистина, тоа е малата приказна што барав да имаме нешто малку по-различно, да кажеме. Одлично. Епа, мислам и сега сме при крај, Да, ќе можеме да поминеме полека на точно. сервирање. Да ви кажам право, ќе ве остам, оти многу сакам да гледам како другите готват, за да можам јас да ви направам нешто после, кога вие ќе дојдете кај мене, оти договорено е јас да доаѓам кај вас, окей? Ама и вие ќе треба да дојдете кај мене. Точно, мило ти ни виде. Да готвиме нешто заедно. Сега ова нема шанса. Јас да ви го готвам тоа за 20 на 30 на минути што ќе го имам дома, ќе ви готвам нешто Точно. слично на мој начин, на марковски начин да кажеме. Јадењата на Марк. Тоа е предизвик. Да. Голем предизвик ми е. Навистина, верувајте ме, од ова кујна бара време. Бара љубов, бара пуно ствари што мора да... ма најповеќе мислам од тие времето. Тоа е сат и пол, 2. Не можеме да се дозволиме тоа. Арно ти сега го скративме малку да кажеме на вашиот начин и ќе можеме да го пробаме да уживаме во тоа. Точно. Ама пак голем предизвик ќе биде за мене да го направам нешто слично за вас за пократко Исто време. така и на нас ќе ни биде мило. Да. Уживавме до сега? И јас уживав. Навистина, све што видовме до сега е само почетокот. Одиме понатаму со уште други епизоди. Се гледаме за кратко. Носиоцаци, здраво. Добар ден. Здраво. Не знам како да се... Добре. Така. Bluetooth. Одлично. Да, вистина.
Многу сум среќен што дојдов кај тебе денес. Навистина, И јас искрено. знаеш, те познавам. За жал не те познавам во живо. Има прилика да те гледам преку YouTube, преку сите социјалните мрежи. Мислам, ти си секаде. Навистина човек како тебе, посебен имидж, посебен лик. Не, навистина така е. Ти благодарам, нема многу да ми ласкаш, ки се подцрвенам као патлиза. Не, толку мислам. Ти си човек што си многу, како да кажам, социјален, многу отворен. Фала ти. Фала ти на комплименти. Се трудиме да учиме од постарите. Пак и јас ке се. Извини, не мислам да те намалам. Јас ке се подцрвенам. Не. Мило ми што доаѓам кај тебе. Навистина имаш концепт што многу ми се допаѓа. Луѓето мислат ти бургер, такви ствари, многу лесно, него едноставно. Не, ти ги направи на едно друго ниво, на повисоко ниво, да кажеме, на нешто јако. Да. Ова сега види тешки зборови, Не, не како да ги оправдам. Не, тоа е вистината. Гледам ти све што правиш е уметност. Има посебен сос, има посебен гарнир, има посебен шпек, толку време да се прави месо. Све има филозофија, да знаеш кажеме. како, ако нема љубов, нема поента. Това е основата. Да. Љубовта е 80% од состојката во нашите рецепти, така да се трудиме слагам со тебе. да остане главна состојка. Останатото се само мали ситни финеси детали кои што пробуваме да ги вметнеме во нашите рецепти. Да, ама се ситни, како кажуваш, тоа е тајни светоа што ги тие нешто додаваш. филуваат, пусто прават. Тоа го прават не само тоа 80% љубов. Навистина можеме да бидеме толку што сакаме да бидеме љубезни, љубовни све тоа. Треба да имаш и искуство, идеи, да знаеш малку да импровизираш, да измислуваш нови рецепти, нови вкусови, оти навистина, не секој дневни вкусови, не што ми справи сега. Знаете како- Ми става што ми ставаш внатре овде? Во моментов сега правиме еден вегански врап. Вегански врап. Значи имаме вегански мајонез, вегански зелен сос кој што му ставаме 300 мируди внатре, Добро. ставаме компирчиња и ставаме вегански нагетси. Вегански нагетси. Да. Сега вака ние бидејќи Извини, вегански нагетс, што има внатре? внатре Пилешки, имаш, пилешки значи, без лекија, грашок, Океј. и малце внатре извалкани семени ливо. Презла, останато да дојдат крцкави. Овој наш рецепт се вика веган кранч врап. Океј. И во моментов малце го фаворизираме, го рекламираме бидејќи следуваат пости. Нели доаѓаат великденските пости, па така луѓето да знаат дека може да едат нешто вкусно, не е само да колку да или да се најадат. Добар избор, навистина, тоа ми се А и допаѓа. покрај тоа гледаме секогаш да понудиме и за вегетаријанци, вегани, риба што едат луѓе, така да Има за сите. да има за сите. И сега не е само да јадеш, него треба и да јадеш вкусно. Така да ние се трудиме и нашите пријатели да јадат вкусно. Браво, многу ми се допаѓа. Навистина, каква А комбинација. покрај Врв. тоа, сега наша понуда е или покрај тортили, врапови, за доручек имаме сендвичи и врапови со јајца. Аха, Нели океј. најбитно е од сапајле јајцето, според мене е као најдобар Доручек без јајце не е доручек за мене. Па Знаете ја, така. освен тоа, не знам што друго да доручкувам. Точно. Така да се трудиме да го запазиме тој момент. Богато е. Мислам, Па, ти после богато еден е. сендвичаков, доволно ти е за ден, не за денот, ама за да го почниш. Па за да денот го убаво, почнеш да. денот и за да тераш е сосема доволно оброк, затоа и не е работата да се колку да се јаде, него и да се најде човек и да биде вкусно пред се. Браво. И сега покрај нели доручек понуда имаме и бургерчиња. Наш Видов малку си дозволив да го гледам малку менито и све Менито? тоа. Навистина, Добре. све е посебно нешто, вау. Има видов ангус биф, видов нешто месо, свинско месо, што го имаш, не знам, pulled варено. pork. Така. Правиме pulled pork сендвич. Свинско месо го печеме преку ноќ, 8 до 10 часа на 140-50 температура. Океј. После тоа го цепкаме, уставаме наши сосови, барбекю сос е главниот сос, главна состојка. Извини што те прекинувам. Сите сосови што ги имаш на располагање, ти се твоите сосови како домашни сосови? Модифицирани, значи Модифицирани. основата е некој сос, најчесто Добро. користиме квалитетни состојки. Аха. Сега да не ги спомнуваме нели за да Добро. направиме реклама, меѓутоа База ти е мајонез освен. да, овдека ние значи мајонез со лут пикантен сос плюс наши зачини, значи не е само основа да ставиш, него на све мораш малце да му даеш свој допир, за да Тоа биде сакам автентично тоа и да сакам не слушам, те да. или да не ти скопираат. Сега во моментот правиме еден од доручеците, односно браво. тоа се вика екзи салма. Екзи се Солосо. викаат нашите доручеци. Значи основата е јајце, чедар кашкавал, во моментот ставаме
димен лосос. Знаеш, Овој се прави сандвич. така нешто слично Ег Бенедикт, а? Слично на X-Benedict. Екс Бенедикт ма во бургер. Ова Одлично. ми е инспирација. Браво. Работев во локален хотел кај нас дека во Скопје и бев на доручек, како се вика, на брекфаст на шведска маса. Одговорен, да. Јас на ден правев по 150 до 200 омлети Добро. секој ден и И таму видеот и без без јајца, јајца нема доручек. Нема доручек. Што и да ставиш на маса, значи нели шведска маса, што и да ставиш, што и да им понудиш на луѓето бараат омлет. Така да тоа беше главната инспирација. Еј, ова е преубав, глеј. Навистина со ова може да се најадеш, вау. Па добар доручек. Хо. Добар Одлично. доручек. Ми кажеш и ти може да додаваш авокадо, може да се додава Да, пуно значи, ствари од се. Да. Гледаме да биде не многу комплицирано, меѓутоа а и лесно за правење. Правиме голема количина, стојам дека по порачка го редиме сандвичот, топло е секогаш, така да Браво. е спремен за Одлично. конзумирање. За кратко време ми направи 2 рецепти овде. Па да, можеме Вау. уште 3-4 да направиме. Ајде, сакаме. повели. Јас многу Да, сакам. сега Јас знаеш што, следно- во меѓувреме ја учам. Навистина ја многу сакам такви. Да. Да, тоа е многу голема грешка кај луѓето кои што се нели као демек вика, абе, јас знам све. Нема, никогаш. Цел Тоа е живот не. учиме, цел живот учиме, убаво е да слушнеш критика, убаво е да слушнеш коментар, убаво е да слушнеш Точно. било каков соговорник да слушнеш што има да каже. Точно. Така да јас Секоја критика така е сум добро воспитан доедена. од дом. Па мислам оти сме воспитани на истиот начин. Затоа и го работиме ова. Марко си помлад од мене, ама гледам оти воспитувањето, навистина е многу е големо богатство од све. Да. Јас сум благодарен на моите родители. Исто можам да кажам. И- Да. Те научија да ги слушаш Деца, другите слушајте луѓе. си ги Да. деца, слушајте си ги родителите дома, сите ви мислат добро. Да. Точно Сега ќе така. направиме едно бургерче, Браво, цаци. Многу ми се Односно- допаѓа твојата филозофија. класичен чизбургер. Класичен Користиме чисто чизбургер. јунешко месо, квалитетно месо. Океј. Нема многу состојки, гледаме најглавната состојка во сандвичот да биде месо. Месото. И Ма вкусот гледам на оти месо. лепчињата ти се посебни. Лепчињата, да, и тие се малце си има посебен Ти шмек. ова не е обичен леп за Не бургер е како обичен го бургер, купуваме. не е обичен Да. бриош, да, Не. него правиме со баварско лепче. Ти ги преш лепчињата Па и ни ги ги прави пекара за нас. пекара за вас. Да, ги прави. Со твојата пекара за рецепта. нас. се. Па се договоривме на крај како да ги прават за нас. Добро. Само момент имаме еден клиент кој што е гладен. Одлично. Мораме да му даде да Па јаде. ова ќе ужива. Ќе ужива. Извини Ана, ако може да му го дадеш ова на Стефче надвор, Јас ќе му дадам ако треба. може да му дадеш слободно. Браво. Емо вака со едно шмекче. Епа, Стефче, ајде. Повелете? Добар апетит. Вау, мислам оти ќе... Па не мислам, сигурен сум дека ужива господинот. Ау. добро, следно супер. ќе направиме исто Следното, така. Дел од нашето мени е сандвич со мортадела. Со мортадела. Охо. Користиме Океј. бриош лепче, Аха. домашно направено од пекара. Си го сечеме сами, значи кришките ги сечеме. Гледам ти секојаш лепчето го ставаш на скара. скарата, маку да се подпече, да се да. Па дава некој во шмек. Да види Не знам, српска ја вода. мислам дека неподпечен леп, освен не знам и во што би го, само за Да, манџа, да, се само разбира. за манџа да се стркне дома. Точно. Да биде како сунгер така да. Убава, исто така мортадела и Ова е италијанска инспирација тука. ова е посвета на познатиот Ентони Бордейн, Аха. кој што многу има влијање на нас. Добро. На мене конкретно. Навистина многу ти е негде идол, не да кажем Антони Борден? Па, со сите тие шетања, презентирање на храна, презентирање на други кујни, презентирање на други култури, многу битно. Да. И тоа мислам дека е дел од моето училиште, така да така имам многу работи во животот. Сел почит кон тој човек. Навистина, мислам оти како готвач, ни го направи, ни го отвори очите на сите другите кои што Така, има во така. светот. И човек како човек е посебен. Да. Има такој еден начин Енергијата. да енергија, Енергијата е скроз значи да го објаснува тоа, да го ужива тоа. Беше човек, мислам, голем гурман, што уживаше во сите патувања, во сите ресторани каде одеше и све, а го објаснуваше тоа на еден начин врв. За жал си отиде човекот, ама тоа е А тоа. за други работи, Да. на кои што ние не сакаме да обратиме многу Не. внимание, да луѓето да ги помилтиме по убавите работи
Ама нашата професија малку не прави да бидиме така... Тоа е. Сега, мортаделата ја правиме на начин да малце фати Да се кошка. потпеши, добро. Браво. Гледам бургерот, не ми кажува ти е спремен бургерот. 80% од рецептите се готови за 5 до 6 минути. Браво. Да. Така да, сепак е брза храна, сепак е... Ова е фаст фуд од свема. Тоа е името, тоа е тоа. Треба луѓето се гладни и да јадат многу брзо. Добро. Значи, многу е прост сендвичот, многу малку состојки има. Користиме мортадела, ајдамер кашкавал и хани масло. И Браво. тоа е тоа. Многу просто, меѓутоа ќе го пробаш и ќе кажеш. Мора да пробам. Знаеш што ти да сум овде, посади ова, како да кажам, ова пластика, ама какви мириси имам овде, проблем е. Секогаш кога снимаме емисиите, мислам оти луѓето позади телевизорот му е проблем. Оти све што гледат е вкусно, све што гледат е преубаво, ама никој не може да мириса, да го објасни, да го осети тој вкус и тој мирис што го имаме ние. Што ние го имаме. Ја мислам дека тоа е следниот предизвик за новата технологија, секогаш како да го кажам, пренесеме мирисот на гледачите. Точно. Има телевизори така во ќошот, малку му чепкаш така, и може, ама не се уште дојде ни у Македонија. Има само во Кина, има само таму. Не се уште овде. Значи, Ќе дојдат. Ќе дојде и кај нас. Да. Браво. Како сочно. Вау. И знаеш како, секој пат кога ги правам сендвичи овдека, нарачки кога има и све, секој пат сега, како би гризнал еднаш. Навистина, а ти што ги пеш? Бидоаѓа секогаш да гризнам од сендвичот што го правам. И мислам дека тоа е главната состојка. Си река, не си дебел. Почнав да вежбам, добар си. Ја ќе треба да вежбам, мислам оти, да. Јас секогаш само од мирис, гледай. Ова е преубаво. Да се гризни така од пластиката. Вау. Браво. Така да, тоа Браво, ќе Цаци. јадеме. Добро, тоа е за нас тоа. Да. Знамо ти имаш нарачки, мора да ги почитуваш, помеѓу време, па тоа е кога одиме кај луѓето, кај газдите и си имат работа, мора да се ја... Имам уште 3-4 нарачки да го правиме, па се гледаме Иди да надвор рад. да го довршиме муабетот. Ете така. Супер, одлично. Ти благодарам, Цаци, се гледаме надвор. Земи си го сендвич. Јас ќе Ќе го го изедам јас иначе. Па добро. Одиме надвор, го чекаме Цаци, ќе продолжиме разговорот. Се гледаме. Па Цаци ги заврши нарачките, дојде со мене надвор. Еј, многу баво место овде. Абе види, Многу ми се допаѓа. Глеј, сме не сред улица, сме луѓето не гледат. Одлично. имаш многу природна публика овде. Па тоа сакам Ја да викам кажам. дека на клупа на позади кога ќе седнеме си као на Muppet Show тие двајцата на дете балконот стари. седиш и на ќошот се гледаш што се дешава. Јас сум првиот старо, ти си уште млад ти Млад уште, сум, а? Де двајцата Има што по се... некоја бело влакница. Така. Цаци, многу ми беше мило. мене што ми е те драго, видов ви кај благодарам тебе. што дојдовте. Не, нема ви, јас сум Марк. На сите. Да, на цела екипа. На цела екипа, А тебе добро. ти благодарам. Фала ти. Многу ми е драго што и ова што го правиш во моментот е како твоја мисија. Негде така, не сум Антони Бурда, Не, сум Марк, ама- единствен Марк, да кажам, Да. ама Многу сакам, правиш, многу правиш за посебно за нас малите бизниси кои што сакаме да презентираме квалитетна храна. Па тоа треба, да. А ти си тука да ни помогнеш и ти благодарам од се срце и само продолжи, имаш уште еден Фала тон ти вакви многу. места кои што да. заслужува да ги посетиш и да бидат презентирани Точно. на јавност. Ако беше жена, ќе те бакнеш? Не може маш се, си. бе. Фала ти многу. Фала А ти на ние, тебе. ние, Ние. со Цаци, се гледаме за гледаме, кратко. каде? По мојата којна. Се гледаме. Објасни ми, Марку, што имаме за јадење овде. Ова е дел од менито, осем што го сервирате во ресторанот. Во ресторанот, да. Добро. И што е тоа? Ова е салата, гледам, марула со авокадо. Ова салата е авокадо салата со варени јајца, зелена салата, има домат, има сусам. Тоа е една од најпродаваните салати што има. Добро. Оваа салата ви е моцарела салата. Рукола, пармезан, моцарела, балзамико, крема, домат, шери, така да. Ова е нашата домашна салата. Ореви, суво гројзе, калинка. Калинка сос, зелена салата, сиренце, шери, домат. Тоа е Марку како турска салата, да кажеме, а? Калинка и све Така тоа. нешто, со калинка сос, со калинки, со ореви, суво грозе. Точно така. Оде имате пиперки со кајмак Кајмак. исто. Аха. Имаме пиперчиња, имаме печурки со спанак се тоа.
Со спанак. Со спанак, да. Окей. Брускети, Брускети. лепчиња со моцарела имаме и гарлик со лукче и со кајмак и Браво. црно семе. Гледам ти колегата чека позади вратата. Да, сега. Сака да ни покаже како, како го Сега прави. ќе покажеме тартар бифтек. Ова да ви кажам право, ова е уметност. Да се спрема тартар бифтек така пред луѓето, пред муштерите, тоа е нешто што обожавам јас, што се прави многу во Европа и во Македонија, па гледам ти се прави и во Македонија. Имав прилика еднаш да го јадам, он ми го спрема, навистина. Си знае. Си знае дечкото. Заблагодарам што дојде голема чест ова да те имаме како гостин. Не, Во нашиот ресторан. чест ми е мене да ти дојдам. Мислам ти имавне контакт, се разговаравне, кажав од еден ден ќе дојдам, фала ти за поканата, па ќе кажам можеме да покажеме нешто различно. Ете тоа е поентата од емисијата, да покажеме секогаш нешто различно од секој дневно што го имаме во Македонија. Македонија е богата со луѓе, богата со различни луѓе, со различни кујни, начин на готвење. Па гледај, ова, пак ќе кажам, е голема чест да се покаже. За да луѓето да знаат, ти може и тоа да се најде. Браво. Ова, мислам, ти е проблем во Македонија, не? Ова Ја го обожавам, ама кога кажуваш живо месо, о, за нив живо месо, не, живо месо. Ова е пребаво. малку сега се развива повеќе. Да. Во Косово ова е специјалитет? Да. Сега ви Во без сите проблем, наши да? локали, да. Да, Исто така и кај нас почна многу да се јаде, да. На почетокот имаше малку проблеми. Бифтек, мислеа дека бифтек, кога ќе имаме на маса, што е ова, сега Бифтек со сос тартар. Ама не, сега веќе излегува. беше многу сега, да го сервираш на мали лепчиња така. Да. Врв. Многу ми се допаѓа. Јуште го. Така. Браво. Треба да се ужива кога се. Да. Па секое јадење треба да се ужива. Да, ете тоа. Ако нема љубов, се осеќа. Се осеќа во јадењето. Така. Мислам ти кога правиш нешто, ти мора да го правиш, не оди. Ако го правиш со љубов, Со љубов, расположение треба да видиш. топ. Ете така. Расположение. Ете така. Вау. Да ме на шефот да проба сега, дали е доволно или сака што малку. А се гледа од е направено со љубов тоа. Обавезно без љубов ништо. О, ти благодарам. Фала многу. Епа, извините што не пробате вие, јас ќе го пробам за вас и навистина сигурен сум ти е. Прекрасно. Навистина, браво. Одлично. Многу баво. Малку салатичка се послужиме. Ќе си земам. Јас чекам салата да бие. Ама месото, каде е месото? Одма сега. А? Одма Каде е да- месото? Браво. Ова многу ми се допаѓа. Навистина тартар бифтек е нешто. Тука се осеќа вистинскиот вкус на месото. Ако има додатоци, како капери, кромит, бамо, и други зачини, да. Да, кога устата ми е полна, малку ми е тешко да зборам, ама тука се осеќа вистинскиот вкус. Ја многу сакам месо да биде крваво. Ја видов ти ми го направи за мене, за мојот вкус. Се надевам ти ќе биде така крваво. Оу. Браво. Фала многу. Има нешто од Нусрет што си изгубил, не? Браво. Благодарам. На здраве. Фала ти многу. Фала. Епа. Браво за него, навистина. Епа, Зеко, слушнав од ти месото доаѓа. Еден дел од месото Браво. стигнува. Ама тоа е големото парче. Оф. Креме надла. Дала стек. Далас стек. Така го викаш. Томахавка како. Томахавка. Ова е блек ангус. Црвено, крваво како сакам. Премиле.
Розетко. Одлично. Тоа после за тебе. Ништо не видовте? Браво. Многу ги сакам овие големи, како на мелници на бибер. Знаеш што ти во Америка, во ресторантите во Стекаус, фала ти многу. Вау, како убаво парче месо. Има еден човек, еден келнер, што е одговорен само за бибер. Само за бибер. И он се шета, уште поголем, и се шета преку масите, и што прави он? Доаѓа и става бибер во сите тањери, така, да го видов тоа. Вау, гледај како е убаво. Пробаш ова месо. Ја мислам оти, ајде, да не се прам, ке земам. Мисли домакински, како ти Да. одговара? О, како ми одговара, да ти кажам право, мене, како ми одговара премногу. Браво. Колку дена? 29 дена ова? 28 дена, 28 дена. прилика. Браво. Ова месо што го припремивме денеска е стоено. Браво. Многу добро. Знаеш, видов нешто во кујната, и во многу кујни, да кажам, во Македонија, што готват малку на тој начин и друг начин, немате сос. Тоа е нешто што малку мене како да кажем, ми е чудно. Оти, јас кога готвам, секогаш ми треба еден сос што оди со тоа. Задоволство ќе ни биде да ни припремиш некој сос, али поентата... Ја мислам, да. Оти ќе треба да направиме, кога ќе ми дојдеш во кујната, да направиме еден сос, така нешто што ќе можеме да го измислиме ти и јас, и да ти биде нешто печатливо, плюс за со месото. Оти, на вистина, парче месо што нема сос, во Белгија, знаеш што се кажува? Е како еден батнеш без мустаки. Нашата поента е малку да се осети вкусот на месото, како што видовте во кујна нема ни зачини, нема ништо во месото кога припремаме. Припремата е битна, самите гледате колку е сочно месото. Месото му треба сол и бибер, ништо Толку, друго. ништо повеќе. Да. А тоа е ствар вкус на Остино дали сака сос или не, али тоа е многу добра идеја од твоја страна. Да поставиме некој сос. Се става на страна. Кој сака да си стави, ќе си стави. Ако не, секако. не. Се остава на страна. Секако. Ама на вистина, сосот е секогаш нешто дополнително, што му дава тој посебен шмек и тој печат, да кажеме, со јадењето. Малма, ова. Ти се допадна месо? Дали е добро испечено по твој? Ничи не е добро. Прекрасно. Благодариме на комплименти. Ја многу го сакам и мрсното. Мрсното е крскаво така малку надвор, меко внатре. Проблем. Вау. Сега одиме со вториот дел. Да чекаме останатото, да тоа ако продолжуваме да јадиме, ја више, Сега можам да идеме специјалитет наш, исто што се припрема пред вас. Ова зеленчукот може да го ставиш на маса. Зеко, требаше да ми кажеш, оти ќе имаше толку за јадење, ја 3 дена нема да јадев пред да дојдам кај тебе, оти тоа. Сега 3 дена ќе јадеме. Не е проблем. Сега ќе јадам за 3 дена. Или за 3 дена. Ова е бифтекот. Ова е бифтекот. Добро. Сега ќе го Одлично. према на маса. Подеве лимонца. Парчиња, шефот јаде поживо месо. Ова гледај како убаво. Вау. Одлично. Сега може да дојде вториот процес. Ова сега ќе го припрема тука пред нас. Ова е бутер. Окей. Многу се барака Исчистен месо. путер. Ги. Без млеко, млеко. Без се млеко, треба. да. Тоа преисцеда. Точно, И да. ќе изгори одма тоа. Млекото. Окей. Го печите малку плюс. Добро. Доволно е, може да го спати. Го имаме и шото плюс. Браво.
Това се прави секогаш пред муштерите, пред клиентите, да? Пред клиентите или имаме и исто порција од напред да доаѓа, сарева шато следите тоа. Окей, нормална порција на бифтек. Окей. А ова се спрема пред гости. Браво. Ако имаме специјалистата, он е... Во двата локала си имаме по еден, он е едно, другиот исто позадниците јасни. Они се специјалисти за месото. Не сте само овде во Изгет, исто сте во, како да кажеме, во Диамонт Мол, да, и едно во Сити Мол горе. Добро. Брза храна, прето како така да кажете. Супер. Имаме добри кебапи таму, добри производи наши, бургери, скара, грил. Ке мора да одиме и таму? Со задоволство ќе чекаме. Мислам дека е доволно месото за шеф, може да сервира, да не се препече. Ако ти жале за такво месо, гледай го парчето. Ај. Чекај, гледам, имаме едно парче, две парчиња. Тартар, има уште? Има уште малку. Ама каде ќе оставиме на маса? Па салати, да, ќе ги повлечеме на страна. Ќе продолжиме со месото. Добро. Се може и бургерот да ни се донесе. Ајде, продолжуваме. Презентираме. Овде, да кажеме, е опасно. Опасно да се дојде. Сакам да пробаш и од ова месо. Јас ќе пробам, да вистина обавезно. Месото, како путер. Не му треба путер, се сечи како путер. Браво. Браво. Жал ми е за вас, што не сте тука. Навистина, сегаш го кажувам, треба да се измисли телевизија, што ќе може на крај така да се чепка на крај, за да се мириса и така да има парче што може да се проба. Ќе мора да го измислиме тоа. Оти вакви емисии каде има храна што се гледа и што не може да се проба, не сакам да бидам на вашето место. Затоа, ако сакате, дојдете овде ќе го пробате, многу убаво е. Браво. Пара. Уште бургерот и мини бургер. Мислам, ти сме при крај. Браво. Кјуфтињата во кајмак. Кјуфтина во кајмак. Извини што се смеам, ама кога гледам тоа сите порци, ова е маса за 10 луѓе. Бургерот, добро, окей. Сакам да ми дадеш коментари да пробаш кјуфтињата и бургерот. Овде, кјуфтињата многу ми се допаѓа, на вистина со кајмак, тоа е нешто лапни голтни. Ја мислам од еден ваков мора. Браво. Смесата е топ. Браво. Ова е наш производ, како се ти кажав. Да. Многу ми се допаѓа. Таман е. Рецептата е стара Со вкус, од да. 60-тите години, како што ви кажав. Се осеќа кромин внатре, се осеќа месото. Сега, да кажам што има како зачини и све тоа, извини, не можам, ама многу е убаво. Само сакам да кажам дека нема ништо вештачко во смесата. Ма се осеќа. Месо чисто. Видовте? Говецко. Оп, директно во уста. Вау. И се да ви се топи. Многу лесно се јади, не е суво, Jem така не е ни мрсничко. Таман комбинација со кајмакот. Вау. Ова А е бургерот? домашен бургер што е стейк бургер, го има името. Како Сакам се да вика? го пробам стейк бургер, таа е Стейк специјална бургер. прескавица, стейк прескавица, во која внатре има и парчиња од бифтек, парчиња од зреано месо, Јас мислам да го сечам. само чедар сос и карамелизиран кромит. Да, бе, Ништо видов како го повеќе. направи. Видов како го направи многу едноставно. А сигурен сум. Да. Така сакам. Супер. Вау. Знаеш што? Имам проблем. Све е убаво. Многу добро. Многу добро. Не. Ова е јунешко бургер. Јунешко, чисто јунешко месо. Топ. Комбинацијата со кромидот, со чедар сос, лепче, не треба ништо повеќе. Да. Вау. Ја очекував да ми биде како празен. Знаеш, бургер, секогаш му додаваме. Треба да биде нешто големо, не може да го сееш во уста. Ова глеј. Гледаш дека месото е кај нас. Да. Големо, Мислам, лепче малку, значи да го осетиш само вкусот на месото треба. Најважно што е од еден бургер е месото, лепчето Така. и еден сос, два и малку гарнир. Точно тоа што треба. Браво. Ова
Вау. Има уште нешто? Има, идеме. Уште месо. Шеф Марко, ще малку да пробаш телешко, да сега младо телешко месо. Шеф Марк ќе пукне, шеф Марк. Не пукаме. Охо, исто тоа со малку путер. Браво, сол малку. Сол, Ова се тибон. Ова е телешки тибон, значи, Телешки од млади тибон. телиња. Овие се мали телиња, 3 месеци, најстар. И контрафилет. Може овдека да оставиме. Директно со лава, така нека остане. Добро. Не е вешка многу. Дали, чекај, едно прашање, дали имате така колички специфични, која муштерите завршија да јадат, за да ги носите до колата? Најдобре за Неме, вас. оти после толку јадење, ја нема да можам да станам да одам до колата. Ке мора да ме носите до колата. Тоа е, вау. Вау. Здравје. Фала ви многу. Океј. Епа, ајде. Одиме. Е ова, изгледа, и гледа како се вади. Го видовте Како како? месо е путер, сам ќе видиш. Глед. Това се вика чути и јади. Вала. Чувате? Чути и јади. Шеф, браво. Ама, после све ова, мислам оти, ни треба еден десерт. Видов, оти имаше таму такви, како се викаше? Хавуч баклава. Како? Хавуч баклава. Хавуч делим. Баклава. Турска баклава, што се спрема специјално за нас. Додека сте до тука, до Славе. крај. За да не носи соколичка, па да, обавезно. А? Ете го десертот. Ола. Како го викаш ше овој десерт? Ова е хавуч делим, мислам. Хавуч Како? баклава. Хавуч, по турски. Хавуч? Останало, тоа е морков. Морков баклава. Морков баклава, а нема морков натре? Не, добро. Охо. Некако се топи и све. И тоа е топло. Ој. Па мислам оти ова ќе ни биде крај на денешното и јадење. Да, фала ти многу. Ој, ова е преубаво навистина. Многу го сакам овој десерт. Многу се прави во Турција. Го има и овде. Ви предложувам, кога ќе дојдете овде, како предлог ова, како десерт, обавезно мора да го јадете. А ние, шеф, мислам оти ќе продолжиме полека да јадиме. Кажав полека, оти ова на брзина не се јаде. Ќе се гледаме во мојата кујна. Со задоволство. Да, предизвикот ќе ми биде мене со тебе заедно, ќе видиме што ќе направиме, да најдеме еден начин да направиме еден убав сос што ќе одговара со месото и ќе разговараме за тебе, за Сарајева и за пуно многу ствари. Ние се гледаме во мојата кујна. Гледачи, епа да, сега е крајот од трета сезона. Секогаш ме боли, навистина, оти го кажувам тоа на сите, ми влезе ова амбиент, ова све, тоа ми влезе во крвта. И мора, е појако од мене, мора да споделувам целото моето искуство, целото моје патување и све, да го споделувам со вас. Третата сезона се завршува. Можеме да кажеме оти со нашите сите партнери, со нив, заради нив, направивме преубави епизоди, ги следевте. Сега се спремаме да завршиме сезоната, ама продолжуваме. Одиме за четврта сезона. Се гледаме за кратко и може во меѓувреме да има изненадување. Не можам да си дозволам да ви кажам, ама ќе видите. Ќе видиме заедно за уште поубави авантури. Ве сакам, се гледаме и тука сме сите за вас.